Дел од учениците во земјава наместо во училниците првиот ден од новата учебна година го поминаа пред затворените школски врати. Голем број основни и средни училишта поради штрајкот на наставничкиот кадар за поголеми плати денеска не одржаа настава. Во други училишта пак се примаа учениците, но немаше настава, додека пак во некој денот помина според планираното. Додека родителите забележуваат зошто се чекало до последен момент пред стартот на учебната година да се решаваат барањата на самостојниот синдикат за образование, Министерството уверува дека до крајот на месецот ќе се најде решение со синдикатот кој очекува покачување на платите до 25%. Размислуваме сериозно и за тоа сме кажале и сме ветиле и јавно дека продолжуваме со нашите напори за подобрување на статусот, општествената положба на сите вработени во дејноста образование. До сега сме стигнале до 10,8% и ќе продолжиме понатаму со покачување на платите. Во СОНК се задоволни од резултатите од денешниот штрајк. Преговорите ќе трајат до крајот на месец септември, очекуваме во овој период од еден месец да се договориме со Министерството и со владата за висината на процентот на зголемување на платите во дејноста образование. Доколку тоа не се случи, ние од 1 октомври, односно од почетокот на октомври, ќе имаме седница на Советот на СОНК како орган на одлучување, ќе расправаме околу понудената опција дали да прифатиме или не. Штрајкот беше предупредувачки. Од утре наставата ќе се одвива нормално. Ако не се исполнат синдикалните барања, штрајкот ќе се активира. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.